да ви се заблагодарам за поддршката. Покрај тоа што искажав со одредени работи, ваше мислење, да се дообјасниме, многу краток ќе бидам. Во однос на Демиркапија Смоквица, јас кажав, зошто го спомнав? Зошто сум револтиран, господин Панчи? Се направи автопат. Се закасна, независност, свирки, труби, и тоа не е важно. Кога ќе одите по автопатот, гледате една друга димензија. Патот беше направен во времето на ВМРО ДПМН. Се чекаше една година за една бандера да се помести, за после една година да се отвори. Дозволите да кажа. Тоа е зборувам автопатот Демиркапија Смоквица. Јас ви реков вака, вие сте малце погоре, ама патувате за Гевгелија. Нели? Одите, вие и јас одиме. Вчера му го кажав тоа на господинот Цуклев. И вас ви е сигурен и безбеден животот. Многу лесно си возите, сте заштитени дека може некој да ви влета по патот. Зошто ви го кажам ово? Знаете дека автопатот Скопје-Штип остае што се закасна, бидејќи некада беше направен 70%, тие 20-30% ги чекавме 2 години да ги направат, се закасна максимално и моментално може би има 1 километар мрежа лево-десно, на 20 места има пропусти, кај што можат сериозно да влезат животни. Јас го кажав малку саркастично. Реален проблем е, господине Емил. Реален проблем. Јас го замолов пред 5 месеци, му кажав и би вети министерот Сугариски дека за 3 месеци ќе го направи. Двата моста не се направени, не ги поврзува Свети Николе да се премине од другата страна. Стариот деска што беше на Свети Николе. Второ, Кадрифаково према Ерџалија. Дали знаете ви, јас зошто ви ги кажам овие работи? Луѓето мора да живеат, имат потреба таму. Не е направен мостот. До кога ќе чекаме, господин Миров? Тука е револтот кај мене. А па да не зборувам, вие викате дали требало да биде локално, регионално или па не знам автопат. И дали требало од овој буџет. А во секој буџет треба. Кажете ми јас како појнико да работам. Еве, кажете ми како. Јас сум пратеник, вие сте пратеник. Јас немам увид во локалната самоуправа, немам буџет. Единствен механизам на мене ми е ова. И јас се борам тука. Ние мораме тука да се бориме. Зошто ви го кажам ова? Значи, како можеше една влада претходно да најде толку пари да создава? Револуција направи во градежништвото. 500 спортски објекти беа проектирани, од кои 300 се направени. Една сала не сме чули, господине Милов, да се направи. Греота и срамота е. До кога така? Јас не сум видел, не сум слушнал некој да направи пат, да рече, чекај, пат направивме таму. Илјадници километри, па за автопати, па не знам што. Искрено ви кажувам. И Дурската зона на таа страна. Водоводи, канализации, крај да се нема. А сега, господине Миров, искрено да збореме. И сега ми викате зошто така? Па има право да кажам. Има право и сум револтиран и сакам да кажам. А кога ќе зборувате вие за, кој ќе им кажам сега следниот амандман за Радајне Оџалија, па за Калузлија, за Кучице, за Оџалија, за Голем Габер, за Круфалија, за Ебиплија и така натаму, за Кепепчилија. Поима нема. Јас сум бил во Горни Тројгевци. Мака мачат луѓето да го симнат млекото надоле. Половината ќе им се истори надоле додека да дојдат. Затоа се борам. И ако можеше една влада да направи илјадници километри само во тој регион, ќе ве повикам еден ден да дојдете и вас да се уверите, ама не е лош и заменик министерот да дојде да види каква е маката на македонецот таму. Да дојде, па тоа јас мислам дека 100% сигурно ќе го прифати амандманот. Благодарам. Така да ви благодарам и за поддршката, меѓутоа мислам дека имам право ова да го кажам и да го знаат граѓаните. Благодарам.